Државата на патниот правец Штип Миладиновци своето ќе почне да го наплаќа од крајот на мај, изјави денеска директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми. Како што гледате, ние интензивно се работи над двете патарини во преот и Кадрифаково и очекуваме до крајот на месец март тие да бидат целосно комплетирани. Цената на патарините се утврдува според законот, по километро е 2,57 денари. Така што во преод ќе биде 50 денари, а Кадрифаково ќе биде 70 денари цената. Наплатата на крајно непопуларната друмарина досега за среќа на возачите се одлагаше неколку пати, но овој пат најверојатно одлагање нема да има, што воедно значи и нов трошок за сите. Вкупно од двете друмарини државата во еден правец ќе наплаќа нови 120 денари, што заедно со платната рампа кај Миладиновци само во овој основ нив ќе ги чини 160 денари. Па тоа е нормална работа дека е скапо. Тоа е нормално. Повеќе патарини него ли што ќе потрошиме за гориво? Ќе биде ли скапо сега? Скапо, како нема да биде скапо. И нафтата е скапа, и патарините се скапи. Ептел скапо. Како можност, барем во еден дел возачите да ги намалат трошоците, се споменуваше во введувањето на винетки, по примерот на многу европски земји. И тие особено добро ќе им дојдеа на оние кои овој патен правец го користат често. Но таквата можност директорот Рустеми ја демонтираше. Ние како јавно предпријатие веќе имаме еден модел, тоа е модернизација на коридорите 10, што е веќе извршена, каде што имаме електронско плаќање. Тоа е подобра метода, тоа се поддржува и од Европска Унија. Веќе и во Европска Унија доста држави веќе имаат иницијатива да ги тргне винетите и да си преминува на електронско плаќање. Ние веќе имаме овде електронско плаќање. И овие двете патарини во релација Миладиновци и Штип ќе бидат со електронско плаќање. Практично, слободно возење на ова релација ќе има уште околу 3 месеци, пошто патувањето до Скопје ќе остане едноставно, но не баш ефтино, особено со овие цени на горивата.